Продолжувајќи ја нашата редовна обиколка на градовите низ Републикава, овој пат се задržавме во Тетово, град во кој ориенталното оставило длабоки корени. Животот се врти околу пазарот и центарот на градот. Сообраќајното шаренило тука доаѓа до полн израз. На овој мал простор може да се сретнат велосипедисти, запрежни возила, моторни возила, триколки, па дури и товарни возила. Само неколку метри подалеку, пространите паркинзи остануваат празни. Тетово е град на контрасти. Има современи сообраќајници со светлосни уреди, но многубројни се и малите, тесни и неасфалтирани улички, во кои едва има место само за едно моторно возило. Дали ова е единствениот сообраќаен проблем во овој град, или ги има уште и на кој начин ги решаваат неговите жители, ќе ви информираме во наредниот прилог, што неодамна го снимивме. Доколку сакаме да зборуваме за безбедноста во патниот сообраќај на подрачјето од општината Тетово, не би можеле да добиеме права слика доколку не ги споменеме меѓу другите и овие показатели. Имено, ова подрачје е на најнаселен дел во нашата република, на него живеат над 136.000 жители, а само во градот околу 46.000 жители. И на 1 квадратен километар 151 жител. Од овој број на жители, 13.682 се возачи на моторни возила, од кои 471 возат се жени. Динамичниот развој на патниот сообраќај веќе подолго време е присутен и на ова подрачје, а оттаму перманентно го следат и одредени негативни состојби во самиот процес на неговото одвивање. Патната мрежа на подрачјето се простира на над 234 км, од кои 51 км во градот Тетово, 63 км на магистралните патни правци и 120 км на локалните патишта. На оваа патна мрежа секојдневно се движат над 11.000 регистрирани моторни возила и други превозни средства на моторен погон, од кои околу 8.000 патнички возила, а останатите се товарни, трактори, приколици, моторцикли, велосипеди со помошен мотор и други работни машини. А доколку на ова се додадат и моторните возила кои транзит поминуваат од другите подрачја на нашата република и другите републики и автономни покрајни и моторните возила со странска регистрација, тогаш би добиле права представа за оптеретеноста на патната мрежа и безбедноста на сообраќајот. Ако пак кон изнесениве показатели ги спомениме неадекватниот развој на патната мрежа, особено на локалните патишта и добар дел на улиците во градот, необезбеден доволен простор за паркирање на возила, одржување на патната мрежа, опремувањето со сообраќајни знаци и друга потребна документација, се уште не оди во чекор со потребите кои го нанесуваат зголемениот патен сообраќај. На патиштата, особено на локалните, постојат приличен број на црни точки и опасни делници кои се уште не се санирани. Исто така, на подрачјето има нерегулирани и небезбедни патни премини преку железничката пруга, одвивањето на мешовит сообраќај, ниска сообраќајна култура кај добар дел од учесниците во сообраќајот, непочитување на сообраќајните прописи и други придонесуваат во намалување и загрозување на безбедноста во сообраќајот. Ваквата оценка ја потврдуваат и 367 сообраќајни незгоди во минатата година, во кои 18 лица го загубија животот и 86 лица се потешко или полесно повредени, со нанесена материјална штета од околу 3 милиони динари. Службата за јавна безбедност, следејќи ја безбедноста во патниот сообраќај и имајќи ја во предвид штетата што му се нанесува на општеството и на граѓаните со човечки жртви, повреди и материјална штета, и во оваа година превзеде сеопфатни мерки на безбедност во патниот сообраќај. За намалување на ваквите последици и како резултат на тоа постигнати се и поголеми резултати. Смален е бројот на сообраќајните незгоди во однос на истиот период од минатата година, од 106 на 80, загинати лица од 8 на 3,
Исклучени возила за технички неисправности и други недостатоци е зголемена од 405 на 853, исклучени возачи од 455 на 685 и други мерки на овој план се појачени. Другите мерки на овој план се појачени. За постигнување на резултатите би биле необјективни доколку не ја споменеме и соработката и со другите чинители на општествената самозаштита, меѓу кои понагласена улога има во оваа соработка Советот за безбедност на сообраќајот при Општинското собрание, Сдруженијето на возачите, СИЗО за патиштата и Пионерскиот дом. Што Советот за безбедност на саобраќај чини по превентивата во вашата општина овде? Па, видите, сообраќајот представува едно комплексно прашање. Аналогно на тоа и Советот за безбедност на сообраќај во изминатите години, сега и во иднина, како целина ги решава проблемите на превентивен план, и тоа не сам Советот како Совет, туку на тој план поопштествувано делува, вклучувајќи ги сите асоцијации на подрачјето на општината Тетово, сметајќи од работните организации кои што работат на планот на воспитанието и образованието, потоа работните организации и сите други чинители на ниво на општината Тетово. Советот за безбедност на сообраќај пред се на превентивен план работи, вклучувајќи ги од најмалите, од забавишните паралелки, од децата и пред тоа, така да до училиштата од средно образование. Ние оваа година, а и во претходните години, обезбедивме да на планот на воспитанието и образованието, односно обезбедување сообраќајна култура, ги вклучиме над 36.000 деца, вклучувајќи од забавишните, преку формите на активности и тоа на надпреварите, кои што беа одржани и се одржуваат секоја година, понатака вклучувајќи ги на тој превентивен план на поширока основа сите граѓани на подрачјето на општината Тетово. Со кои проблеми најповеќе се среќаваат сообраќајните милиционери во обавувањето на својата работа во Тетово? Во секојдневното извршување на задачите, сообраќајните милиционери најдуваат на повеќе проблеми, но би ги потенцирал како најбитен проблем е нерешеното прашање, односно паркирањето на возила на забранети места. Иако се вложуваат напори од страна на работниците на милиција, не се постигнува целта, односно паркирањето на возила по тротоарите и по недозволените места ја загрозуваат безбедноста на пешаците, како и на велосипедистите, бидејќи немаат изградена. Значи ли тоа дека немате доволно паркинг простори во градот? Тоа значи моментално нема паркинг простори доволно према бројот на возилата. Се чинат напори, меѓутоа до сега не е сторено, освен овие паркинг простори што се тука на центарот и на поштата, испред поштата. Други паркинг простори не постојат. Ево конкретно ова место овдека за конкретно ова место е возилата се овдека. Секи дневно граѓаните се приморени да ги оставаат тука возилата, бидејќи нема каде да ги паркираат, немаат гаражи, нема доволни простори. Така да секи дневното паркирање е тука како што го гледате. Ова е улицата Видое Смилевски бато. Од овде, од раскрсницата со браќа Миладинови до раскрсницата со Маршал Тито, од десната страна од Тетекс према Маршал Тито, улицата е изработен паркинг плац за паркирање на теретните возила. Меѓутоа, како што гледате, еве, ниедно теретно возило на улицата не е. Тие се паркираат низ градот, кај што се улиците тесни и го закрчуваат саобраќајот. Каква е состојбата со вертикалната и хоризонталната сигнализација во градот? Вертикалната сигнализација моментално задоволува, меѓутоа хоризонталната сигнализација ја нема, на жалост, осим два обележени пешачки премини кои што постоја бела коцка, на други места немаме обележено. Хоризонталната сигнализација практично не постои во градот. Зошто? Па СИЗОТ е формиран прошлата година и СИЗОТ има овие работи сега превземено, за да ја изработи таа. Прво беше наручено да се изработи сообраќајна студија на град Тетово. Меѓутоа, прошлата година ние патот го обележувавме према Шапка и се договоривме со Македонија пат Битола
да годинава ја обележимо и хоризонталната сигнализација, барем на оние раскршници кај што се асфалтирани. Значи може петровчаните да очекуваат дека ќе добијат Да. пешачки премини, бели линии и така натака, она што Да. спаѓате во таа хоризонтална сигнализација во текот на Во наредниот текот период. на овие 2 месеца имамо договорено со Битола и тражевме понуда и од Македонија пат Скопје. Каква е состојбата со вертикалната сигнализација? Вертикалната сигнализација низ градот е добра, меѓутоа манкаше по патиштата локални што се. Тетовската општина е земјоделски крај и има многу запрежни возила. Како тие се вклопуваат во сообраќајните токови во градот? Точно да движењето на запрегите по забранетите улици ни представуваат посебна загриженост во однос на одвивање на сообраќајот, меѓутоа поради самиот пазар кој се наоѓа во центарот во градот, граѓаните се приморани, иако се применети превентивно репресивни мерки, граѓаните се приморани да дојдат до пазарот и ги пласираат своите продукти. Дали овој Да кажат. простор е предвиден за нив овдека? Овој простор не е предвиден, меѓутоа луѓето, граѓаните односно се снаоѓаат за да ги остават своите запреги. Колку уште вакви простори имате во градот кај што ги паркираат они своите возила? Имаме уште 3 други простори и тоа кај селото Голема Речица, таму е источниот пазар. Понатако оставаат возила кај комбинатот Монопол, Значи околу централното градско подрачје. околу централното градско подрачје. Да напоменам, ваква слика може да се види и околу медицинскиот центар во Тетово. Дали нешто се презира за надминување на оваа состојба со запрежните возила? Видите, иако има одредени улици каде би било потребно да се движат запрегите, меѓутоа не се користат, тие се подалечни улици, се користат пократките улици, не се придржуваат. Подалечни се мисли сигурно од централното градско подрачје. Да, каде од што се и централното, пазариштата. каде луѓето се приморани да дојдат на пазар за да ја остават својата роба. Службата презема превентивно репресивни мерки, бидејќи нивното движење ја загрозува безбедноста на сообраќајот, а имаме и чести случаи каде причината за сообраќајните незгоди се самите запрежни возила. Посебно потенцирам ноќните часови, бидејќи истите не се осветлени. Што се работи на тој план? Советот, заедно со службата, Советот за безбедност, се оди долу преку местните заедници, им се држи предавање, им се укажува на нивната опасност. На овие возила овдека што ги гледам ја, запрежниве, нема на ниедно возило мачи око од позади, не се обележени. Дали разговарате со нив, дали со собствениците на овие возила им укажувате дека тоа мачи око е практично неминовно да го има во ноќни часови? Точно е така, им се укажува на обавезно поставување на задниот дел на запрегите мачи ока, како и фосфорни табли, а во ноќните часови да се носат батериски лампи, джепни или пак фенери, за да би биле од подалеку уочливи. Една од главните причини за сообраќајните незгоди на прво место завзема пребрзото возење. Од вкупниот број 80 сообраќајни незгоди догодени во првото четврто тромесечие, 15 незгоди се од пребрзото возење или процентуално 18,7%. На второ место, како причина е непрописното пристигнување на забранети места со 10 сообраќајни незгоди или 12,5%. Исто така, на трето место, од поглавните причини е управување на возила под дејство на алкохол со 7 сообраќајни незгоди или 8,7%. И останали причини за догодени сообраќајни незгоди кои изнесуваат 18%. Што се чини за надминување на оваа состојба? Покрај превентивата во секојдневното работење, како и преку Советот за безбедност на сообраќај, ние делуваме и репресивно, да, и репресивно и барем од возачите најдоследно да се придржуваат кон правилата и прописите во сообраќајот. Каков е односот на учесниците во сообраќајот? Иако во работењето се среќаваме со повеќе проблеми,
со исклучок на поедини однесувања на возачи, односот во целосно возач, сообраќајен милиционер е коректен. Како се односот на пешаците во вашиот град? Поради недоволната сообраќајна култура кај пешаците, истите се загрозени, зашто и сами допринесуваат бидејќи не ги почитуваат правилата во сообраќајот, а од друга страна нема доволно изградено пешечки патик и пешечки премини, како и од страна на возачите не се почитува субјектот на пешата. На крајот, дозволете ми да ја искористам оваа прилика и на сите учесници во сообраќајот да им препорачам да ги почитуваат правилата и прописите за безбедност во сообраќајот, а со тоа ќе допринесат да се смалат несаканите последици. Очигледно во Тетово, како и во другите градови кои нагло се урбанизираат и моторизираат, има доста сообраќајни проблеми. Но одговорните се чини вложуваат доста напори истите да ги решат. Во прилог на оваа констатација е и новоизградената Републичка станица за контрола и регулација на сообраќајот, која на 13. мај свечено ја отвори Свето Митревски, заменик секретар за внатрешни работи. Изградена е на магистралниот пат Тетово-Гостивар, означен како опасен и познат по многубројни сообраќајни несреќи. Вработените во оваа станица, деноноќно вршејќи ги своите должности во регулирањето и контролата, сигурно ќе придонесат да се подобри безбедноста во сообраќајот што тука се одвива. По иницијатива на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, секоја година во месец мај се организира сообраќајно превентивна акција по голема безбедност на пешаците и велосипедистите во сообраќајот. Затоа, од какво општествено значење е оваа акција, какви се активности содржи и како се одвива, ќе не информира Мате Матевски, председател на организациониот одбор формиран по повод акцијата. Во денешните услови на живење, сообраќајот зазема сето значајно место во сепкупниот општествено-економски развој во нашата земја. Меѓутоа, во процесот на неговото одвивање соочени сме со латентни опасности и висок степен на загрозеност на интегритетот на луѓето, општествената и лична имовина, што се манифестира преку многобројните сообраќајни незгоди и последиците од нив. Во тој контекст, на сложени одговорности на учесниците во сообраќајот не се мали и беззначајни обврските на пешаците и велосипедистите, зашто тие се најмасовна, а воено и најзагрозена категорија во сообраќајот. Заради тоа, основните мотиви за организирање и спроведување на акцијата за поголема безбедност на пешаците и велосипедистите во главном диктираат податоците со кои се располага за настрадувањата на пешаците и велосипедистите, кои се директни причинители за сообраќајните незгоди и нивните загрозувања. Така, на ниво на Републиката, веќе неколку години наназад, пешаците и велосипедистите се јавуваат од 10 до 15% како причинители за настанување на сообраќајните незгоди и други негативни и штетни однесувања. Во минатата година во Републиката откупно загинати лица во сообраќајните незгоди 290, 83 се пешаци и велосипедисти. Ако ја разгледаме структурата на загинатите и повредените пешаци во сообраќајните незгоди, посебно во очи паѓа загрозувањето на животите на децата и тоа до 14 годишна возраст. Поради овие причини, веќе неколку години поред, по иницијатива на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, во месец мај и октомври се спроведува акција за поголема безбедност на пешаците во сообраќајот, која веќе прерасна во општо југословенска акција со оглед на високата загрозеност на велосипедистите во сообраќајните незгоди и затоа оваа година
Акцијата се прошири и со оваа категорија на учесници во сообраќајот. Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот за успешно спроведување на оваа акција, која како Совет не е сметана акција, туку една континуирана работа за се поголема безбедност во сообраќајот, и оваа година формира посебно координационо тело кој ќе ги организира и спроведува сите мерки за поголема безбедност на пешачите и велосипедистите, како на превентивен, така и репресивен план. Како она делува? Координационото тело при Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот исто така одржа и посебни регионални состаноци на теренот во рамките на Републиката, при што при сите совети за безбедност на сообраќајот во општините и во градот Скопје формирани се посебни координациони тела кои исто така адекватно на програмата на Републичкиот Совет и програмите според специфичните услови на советите ќе се борат за спроведување во дело и остварување на сите програмски задачи во врска со остварувањето на акцијата за поголема безбедност на пешаците и велосипедистите. Затоа ја користам оваа прилика и ги повикувам сите учесници во сообраќајот да дадат свој прилог во интерес на заштита на човечкиот интегритет и имовината во патниот сообраќај. Бидејќи само така, преку јакнењето и развивањето на системот на општествената самозаштита, ќе придонесеме да се заштитат човечките животи и имовината во патниот сообраќај. Деновиве во нашава република во тек е уште една сообраќајно превентивна акција – откривање и отстранување недостатоци сврзани со сообраќајните знаци. Имајќи го предвид тоа дека патната сигнализација е основен фактор во непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, може да се заклучи од какво општествено значење е оваа акција. Како се одвива акцијата и какви се нејзините досегашни резултати, ке не информира Гицо Василевски, председател на координациониот одбор формиран за оваа акција. Во тек е сообраќајно превентивна акција за откривање и отстранување недостатоци сврзани со сообраќајните знаци на патиштата. Акцијата ја иницира Сојузот на возачите на Македонија, а незини организатори и носители се скоро сите фактори во Републиката и општините што работат на унапредување безбедноста во патниот сообраќај. Сообраќајните знаци се интегрален дел на патниот сообраќај и битен фактор за неговото непречено и безбедно одвивање. Поради таквото нивно значење, нивниот статус е правно регулиран, однос на поставувањето, одржувањето, надзорот над ними и све друго. Исто така правно е регулиран и односот на учесниците во сообраќајот према сообраќајните знаци, кој однос го обликуваат три основни и неодвојни компоненти, а тоа се познавањето на сообраќајните знаци, уочувањето и почитувањето. И покрај фактот што статусот на сообраќајните знаци и односот према нив од страна на учесниците во сообраќајот се правно регулирани, фактичките состојби укажуваат на потреба за поширок општествено ангажирање околу откривањето и отстранувањето на недостатоците сврзани со нив. Званичната статистика покажува дека е преголем бројот на сообраќајните деликти, прекршочни и кривични, сврзани со сообраќајните знаци. Недостатоците кај сообраќајните знаци во основа се манифестираат на два пункта. Прво, по обектот, ако така може да се кажи, односно недостатоци кај сообраќајните знаци гледани како предмети на патиштата, а тие недостатоци во главном се
сообраќајни знаци неправилно поставени или поставени неадекватно на состојбата на патот или сообраќајот, или не поставени на места каде што има потреба за поставување на сообраќајни знаци, незаменети, дотраени и така натаму. И недостатоци по однос на субјектот, односно кај учесниците во сообраќајот. Тие недостатоци, она што спомнав дека односот го обликуваат тие три компоненти, и недостатоците се манифестираат во тоа, во непознавање на знаците, неуочување и непочитување. Негативните последици од недостатоците кај сообраќајните знаци се повекакратни. Негативно влијаат на непречено одбивање на сообраќајот. Потоа негативно се одразуваат на безбедното одвивање на сообраќајот. Потоа недостатоците кај знаците ја девалвираат нивната вредност. Во немал број случаеви недостатоците биле повод за недобри односи помеѓу учесниците во сообраќајот и овластените службени лица и така натаму. Акцијата е насочена на овие два пункта што ги спомнав. Се спроведува на тој начин што се ангажираат повеќе субјекти за откривање на недостатоците. Помеѓу тие субјекти особен придонес треба да даде милицијата, потоа возачите, инструктори, особено оние кои се вработени во автошколите, испитните комисии за возачи на моторни возила и сите други наши граѓани. На крајот ќе бидат формирани оперативни работни групи кои ќе ги синтезираат и систематизираат сите приметби што ќе доспеат од овие субјекти што ги спомнав, а потоа тие најнепосредно ќе излезат на улиците и патиштата и со нивни запажања ќе ги констатираат состојбите и предложат мерки за отстранување на тие недостатоци. Зависно од надлежностите на органите сврзани со патиштата, ќе бидат формирани оперативни работни групи на ниво на Републиката за магистралните и регионалните патишта, а на ниво на општините за локалните патишта и улиците во населените места. Тие ќе ги има истите задачи, како што спомнав, да ги синтезираат дотогаш прибраните податоци и ги проверат непосредно на теренот. На крајот сакам да искористам ова прилика да од име на Републичкиот координативен одбор за организирање и спроведување на акцијата да дадам повик до сите наши граѓани, а посебно до возачите, да учествуваат во акцијата. Учеството во акцијата е наједноставно. Приметбите кои се имаат по однос на сообраќајните знаци треба да се достават до некој од организаторите на акцијата во општините, а тоа се Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот или Општинскиот сојуз на возачите или автомото друштво каде такви постојат во општините, да се достават усмено, писмено, по телефон или на некој друг начин. И второ, да учесниците во сообраќајот својот однос према сообраќајните знаци го прилагодат според позитивните прописи. Односно да имат правилен однос према знаците, а тоа значи да сообраќајните знаци добро ги познават, да ги уочуваат и да ги почитуваат. На 14 и 15 мај во Топола се одржа сојузниот надпревар од областа на сообраќајот за нашите најмлади. На оваа завршна манифестација учествува ученици од целата наша земја, кои најдобро се пласира на претходно одржаните училишни, општински и републички надпревари. Надпреварите се состоеја од два дела: теоретски, решавање на тестови од областа на сообраќајните правила и прописи, и практичен, оценско и вешто возење со велосипед за учениците од 8-годишните училишта и моторцикл за учениците од средните училишта. Учесниците на овој надпревар покажаа големо познавање и подготвеност во решавање на поставените задачи од областа на сообраќајот. Најдобро пласираните од овој надпревар на 25 мај ќе се сретнат со своите врсници од целиот свет на меѓународниот сообраќајен надпревар во Каиро.
Održanje od nadprevar vo Topola beše prosleden so niza drugi aktivnosti, među koji najgolemo vnimanije, osobeno kaj mladite, pred izvika demonstracijata na karting vozilata. Mladite so zadovoljstvo i golemo vnimanije upravuva su svojite mali automobili, za što burno i so vo oduševuvanje beja nagradeni od mnogobrojnata publika.